Милитантите на Исламската држава ја презедоа одговорноста за нападот во Лондон во кој беа убиени 7 луѓе, додека неколку десетици други ранети. Ова го јавија новинските агенции повикувајќи се на соопштението постирано на интернет страницата која е поврзана со Исламската држава. Во соопштението се наведува дека нападот во Лондон бил извршен од келија на борци на Исламската држава. Во меѓувреме, британската полиција соопшти дека уапсила 12 луѓе во Баркинг, источен Лондон, во врска со истрагата за нападот што се случи во саботата. Тројца напаѓачи најпрвен со комбе згазиле неколку пешаци пошто излегле од комбето и почнале со ножеви да напаѓаат луѓе пред да бидат убиени од полицијата. Милитантите на Исламската држава, кои трпат порази и ги губат освоените територии во Сирија и Ирак по офанзивата на сојузниците, предводени од Соединетите држави, во саботата ги повикаа своите следбеници за време на муслиманскиот свет месец Рамазан да извршуваат напади со камиони, ножеви и огнено оружје врз, како што е наведено, крстоносците. Во меѓувреме, американскиот председател Доналд Трамп за нападот во Лондон рече дека е зол колеш и од Соединетите држави ќе сторат се да и помогнат на Британија во апсењето на одговорните. This bloodshed must end. This bloodshed will end. Предходно и британската премиерка Тереза Меј изјави дека дојде време за конечно справување со тероризмот. We cannot and must not pretend that things can continue as they are. Тоа беше трет терористички напад во Британија во изминативе 3 месеци. На 22 март се случи сличен напад во близина на британскиот парламент во Лондон, а на 22 мај самоубиец активира бомба на концертот на американската поп-пеачка Ариана Гранде. Таа вчера во Манчестер одржа хуманитарен концерт по повод жртвите на бомбашкиот напад, што се случи на незиниот концерт во тој град. На концертот Една љубов Манчестер, на кој учествува повеќе музички звезди, присуствува околу 50.000 луѓе. Концертот мина без инциденти, а како што соопшти британскиот Црвен крст, при тоа беа собрани над $13 милиони.